Почитувани медиуми, добар ден и добре дојдовте на мојата пресконференција во оваа изборна кампања. Горд сум на се што успеавме да реализираме. Нашата работа се гледа во секое поле. Од изградба и реконструкција на училиште и градинка, преку подобрување на патната инфраструктура, до инвестиции во спортот, културата и животната средина. Сето тоа придонесе за поквалитетен живот на сите охриѓани. Кога ја преседовме општината, долгот изнесуваше околу 14 милиони евра без долговите на јавните предпријатија. Веднаш пристапивме кон финансиска консолидација и планови за раздолжување. За помалку од 2,5 години, сметката на општина Охрид беше одблокирана, а потоа ги консолидиравме јавните предпријатија, што доведе од друга страна до целосно раздолжување на јавното предпријатие Нискоградба, а секако и финансиска стабилизација на останатите јавни предпријатија. Ова домакинско работење значеше и крај на непотребното вработување. За прв пат по 4 години, вкупниот број на вработени во сите јавни предпријатија и локалната самоуправа е намален за 70 лица. Овој успех ни овозможи да започнеме со реализација на капитални проекти кои беа ветување со децении наназад. Охрид за прв пат доби целосно нова училишна зграда на основното училиште Кочо Рацин, изградивме спортска сала во Лесковец, а катната гаража веќе станува реалност со отворениот тендер. Во Трпејца започнаа градежните работи за прочистителната станица. Го реконструиравме булеварот Македонски просветители, како и клучни улици како 7 ноември и делот Гоце Делчев. Не ги заборавивме ниту при градските населби и селата, изградивме патишто до црквата Свети Атанаси во Рамне, до Плаке, до Свињиште. Вкупно за овие 4 години асфалтирани се повеќе од 100 улици и патишта во должина од 30 км и со вкупна вредност над 323 милиони денари. Од 10 приоритетни проекти што им ги ветив на охриѓани пред 4 години, 8 се веќе реализирани или започнати. Докажавме дека можеме и знаеме да направиме промени. Овие успеси се резултат на заедничката енергија, транспарентност и одговорно управување. Нашата мисија не завршува тука. Ова е само почеток, а пред нас стојат нови предизвици и уште поголеми цели. Новата изборна програма е плод на темелна анализа со визија за модерен, дигитален, економски силен и зелен Охрид, кој живее во хармонија со своето езеро и културното наследство. Во програмата, голем дел од нашата енергија е посветен на изградба на современа општинска инфраструктура. Планираме реконструкција на Кеј Македонија и дел од булеварот Туристичка, изградба на уште една катна гаража во спортскиот комплекс Билјанин извори и на младински културен центар, уредување на кеот во Пештани и уредување на градскиот пазар. Проекти за канализација и патишта во Трпејца, Донула Кочере, Орман, Чекоштина и другите населени места. Инвестиции во училиштата и детските градинки, вклучувајќи и поставување на фотоволтаици за енергетска ефикасност. Ќе го введеме Охрид во дигитална ера, ќе ги дигитализираме јавните услуги и ќе ја зголемиме транспарентноста. Ќе воведеме QR кодови за документи, плаќање на такси преку SMS и дигитализација на сениците на Советот. Граѓаните ќе можат електронски да ги поднесуваат барањата и да го следат статусот на своите предмети. Ќе ја поддржуваме локалната економија со поддршка на малите бизниси и за најчувството, како и со привлекување на странски инвестиции. Ќе формираме локален иновацијски фонд за млади предприемачи. Нашата цел е чиста, зелена и енергетски ефикасна општина, зашто веќе Советот на општина Охрид ја изгласи физибилити студијата. Продолжуваме со организација на редовни акции за чистење на езерскиот брег, поставување на модерни корпи за селекција на отпад и засадување на нови дрви. Ќе работиме за заштита на езерото преку строга контрола на отпадните води и ќе ги субвенционираме граѓаните за соларните панели. Во областа на туризмот, ќе ја промовираме нашата дестинација како одржлива и инклузивна. Ќе изработиме стратегија за туризам 2025-2030 со фокус на еко, културен и авантуристички туризам. Културата е срцето на Охрид. Па затоа планираме реконструкција на домовите за култура во Љубаништа, Кошишта и Радојца Новичич. Ќе ја поддржуваме традицијата и покрај постоечките Винофест, Охрид Water Festival, Джез Фестивал, како и Коктел Фест, ќе воведуваме и нови настани, како што е Охридски Джез Фестивал со интернационална вечер и фестивал на креативни индустрии. Ова програма е посветена на сите вас, драги сограѓани, со цел да го направиме Охрид уште подобро место за живење. Тоа е нашата заедничка обврска и наш пат кон просперитет на иднина. Пред 4 години
Честно и достоинствено ја побара вашата доверба, денес повторно стојам гордо, со исправена глава. Охрид не смее да застане. Охрид мора да продолжи да се развива, знаеме како, покажавме дека умееме и продолжуваме уште помотивирани и со побогато искуство. Заедно за уште поубав Охрид. Охрид не запира повеќе. Ви благодарам. Повелете ако имате прашања.